евакуација на локалното население, повредени од пожарот, но и во сообраќајка која се случила на локалниот пат Штип-Пробиштип поради густиот чат и пламенот. Голем пожар е активен во атарот на Пробиштип, на терен е колешката Габриела Лескове. Имаме во живо во овие вести. Габриела, што се случува во моментов? Добар ден, Иван, јас се наоѓам во село Бучиште, кое што во моментов е најкритичната точка во целиот регион во Пробиштип. Само за да подсетам, иако овој првично пожар започна некаде во селото Неокази, сепак поради силниот ветер кој што дефинитивно се чувствува и во моментов, се префрли овде во соседното село во Бучиште, каде што се наоѓаме и ние. Не се само овие две села, станува збор за 3-4, ситуацијата постојано се менува од минута во минута со оглед дека ветерот е навистина силен и непредвидлив. Последно информацијата само што ја добив од дирекцијата за заштита и спасување, сите три ер трактори со кои што располагаме прелетуваат овде на критичните точки. Она што е важно да се напомене дека ова цело село каде што се наоѓаме сега Бучиште е евакуирано. Особено по возрастните граѓани кои што се наоѓаат, станува збор за околу 80 или 100 луѓе кои што живеат овде. Додека пак младите се мобилизирани и помагаат на екипите. На терен се сите противпожарни екипи од противпожарната единица во Пробиштип, меѓутоа на помош се дојдени и од Кочани. Како се делува на терен, каква е ситуацијата во целиот овој регион во Пробиштип, да слушнеме повеќе од градоначалникот, како и од представникот од Центарот за управување со кризи во овој регион. На почетокот беше многу сериозен пожарот, бидејќи зафати дел од првите куќи во селото Бучиште. Некои од куќите се опожарени, една е целосно изгорена. За среќа нема човечки жртви или повредени луѓе. Сега на помош дојдоа и пожарникарите од Кочани, доброволните противпожарни друштва, Пробиштипската противпожарна единица со доброволните противпожарни друштва, како и ер тракторите кои што во моментот гасат на повеќе локации. Од селото Бучиште се евакуирани сите постари луѓе, останатите учествуваат активно во гасење на пожарот, истото и во селото Ратавици, така да мислам дека во тој дел навремено е реагирано и ќе нема повреда на луѓе. Значи најкритично беше во селото Бучиште, а зафатена е огромна површина, се работи пожарот некаде од селото Неокази започна до селото Бучиште, па према селото Ратавици. Атарот на сите овие три села е зафатен. Колку точно лица се евакуирани од овие три села? Сите постари жители од селото Бучиште се евакуирани, другите учествуваат активно во гаснење на пожарот. Да, Габриела, слушнавме потврда од локалните власти дека се евакуирани жителите во локалното население во овој регион на Пробиштип, помладите се вклучени во гасењето. Разговараше ли со нив, што велат тие? Да, Иван, разговарав со дел од мештаните кои што живеат овде. Тие се прилично уплашени, бидејќи се уште не знаат која е првичната причина за избавнување на овој пожар. Како што може да посведочите и во моментов, се уште има жаришта овде во село Бучиште близу куќа, па мештаните се обидуваат со црева со вода за да го изгаснат и последното жариште од нивната куќа. Овде ситуацијата се менува од минута во минута. Имаше пожарникари кои што им помогнаа токму на оваа локација за да згасне самиот пожар. Прелетуваат и ер тракторите на ДЗС. Успеав да разговарам и со мештаните чии што куќи практично беа изгорени. Станува збор за две куќи овде во село Бучиште, во продолжение да ги слушнеме нив. Ги снема вода, многу е оѓен, не се стопира, многу ветер прави проблем. Ветерот дополнително ги отежнува. Дополнително дава многу сила што не може да се прииде од далеко. Ево, вие тука одгоре не може да приидат цистерните, 200-300 метра не може да се прииде тоа. Локалното население, гледам, се мобилизира и сите помагате. Кој е планот? Сите, што ќе помогнем да овај ветер? Што ќе помогне? Овај ветер ништо не може да се помогне. Ова и цистерните и не може да изгоре куќата на човека. Ма се е изгорено, нема ништо. Вие, еве, гледам и повеќе ваши соселани помагате во гаснењето. Со што? Имавте ли помош од службите? Па пожарните беа овде, полиција беше, сите беа тука. Имаше луѓе доста. Ама има изгорено и куќи, има изгорено.
Навистина страшно изгледа првите снимки кои што излегува во јавност на самиот почеток на овој пожар. Практично целосно беше покриен и патниот правец од Пробиштип кон Штип, од Густиот чат. Имаше информација дека имало сообраќај на несреќа. Успеа ли да добиеш потврда од Министерството за внатрешни работи? Да, Иван, токму така некритично беше околу Напладне кога се случи верижен судир, односно сообраќај на несреќа. Добив потврда од МВР за сообраќајката. Оттаму информираат дека денеска во 12 часот и 19 минути во полициското оделение Пробиштип од итната медицинска помош Пробиштип е пријавено дека пред село Бучиште Пробиштипско се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Volkswagen Caddy со беровски регистарски ознаци управувано од НП и патничко возило Kia исто така со регистарски ознаци од Пробиштип, управувано од АМ на 33 години. Во несреќата со повреди се здобиле возачот и неговата 28 годишна сопатничка Ема, кои што се пренесени во клиничката болница Штип за укажување на помош. Ние околу 14 часот попладнево успеавме да ја видиме, да посведочиме на ова сообраќајна несреќа. Претпоставувам гледачите во моментот може да ги погледнат инсертите од двете возила. Сообраќајката беше навистина страшна, меѓутоа е направена токму поради чадот кој што беше силен токму на тоа место. За да потсетам, ова не е единствената сообраќајна несреќа која што се случи поради поради големиот огин и пламен кој што го имаше нели на повеќе делови овде во Пробиштип. Затворен и патот од Штип спрема Пробиштип кај село Бучиште, значи ние каде што се наоѓаме, и затворен е патот од Балвин на кај Чердаклија, бидејќи има нов пожар овде. Би сакала да информирам дека нели освен можеби се стишува, односно се става под контрола овде ситуацијата во Бучиште, меѓутоа сега сите противпожарни екипи се пренасочени кон новото жариште овде кај овој пожар кај Чердаклија. Во моментов добивам информација дека пожарот бил предизвикан од фотоволтаици кои што се проширил и зафатил стрниште, жито и сува трева. На терен овде кај другиот пожар се од дирекцијата за заштита и спасување на Штип, од село Карбинци, се интервенира со 5 противпожарни возила и 8 пожарникари, како и одреден број на луѓе од местното население. Ветерот дефинитивно не им оди во прилог на пожарникарите и на сите оние кои што го гаснат пожарот, туку ситуацијата се влошува. Добро е што на терен ги имаме и воздухопловите сите оперативни и се разбира што имаме кој да управува со нив. Веднаш после овој линковско вклучување јас се упатувам кон другиот пожар, каде што ќе имаме дополнителни информации за во вестите за во 19 часот. Да, Габриела Лескова, благодарам за ова вклучување. Те очекуваме со најновите информации во Централниот